Кога не знаеш зошто, синко, да знаеш дека пари се во прашање. За пусти пари и за моќ, за функција, за власт го предаде својот народ. Пари се во прашање. Екс-градоначалникот на Струмица Зоран Заев продал државно земјиште на кое неговиот брат Вице Заев гради згради и стекнува милионска имотна корист. За пусти пари. Близок пријател на премиерот Зоран Заев ќе го има ексклузивното право да спроведува возачки испити во Струмица. Лиценца за спроведување на возачки испити доби и новоформирана фирма од Скопје, стара само 7 дена пред да биде распишан конкурсот на МВР. За пусти пари и за моќ. Вице-премиерот Ангјушев за 3 недели ќе биде побогат за 4,8 милиони евра. Денеска го потпиша договорот за продажба на неговата компанија ЕДАСА на грчкото електростопанство PPC. Да знаеш дека пари се во прашање. Луѓе блиски до највисоката власт се вмешани во голема корупцијска афера при транспортот на јаглен во рек Битола, чиј е камионот со струмички регистарски ознаки. Дали тоа е собственост на фирма со која управува братот на премиерот Заев? Да знаеш дека пари се во прашање. Фирмите на вице-премиерот Ангјушев продолжуваат да црпат пари од државата. Пари се во прашање. Министерството за здравство минатиот месец додели тендер во вредност од 35 милиони евра на фирма основана во април годинава за набавка на тестови реагенси за биохемиски анализи, што предизвика бурни реакции во јавноста. За пусти пари. Секојдневно се зголемува бројот на функционери и нивни блиски роднини кои добиле грант од фондот за иновации. Да знаеш дека пари се во прашање. Стипендија во висина од $40,000 за додипломски студии во Холандија добила Јана Димитрова, кирката на Никола Димитров, министер за надворешни работи, на итна седница на што туку формирана комисија во Министерството за образование. За пусти пари го предаде својот народ. И затоа денеска ги нема парите никај народот, ни во фирмите, ни во државата. Кога не знаеш зошто, синко, да знаеш дека пари се во прашање. Пари се во прашање.